Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ви подготвивме повеќе содржини со кои се надевам ќе го задржиме вашето ценето внимание. На почетокот на емисијата ќе го проследите интервјуто со господинот Дејан Милошевски, кој што на последното Европско првенство по карате, кое што се одржа на 3 и 4 јуни оваа година во Приштина, го освои и последниот дел од полагањето за европски судија, односно последната лиценца со која што стана и кандидат за светски судија. Веднаш после ова интервју ќе проследите и како помина доделувањето на дипломите на третата генерација магистри кои што беа промовирани на правниот факултет од Кичево. Веднаш потоа ќе го проследите и интервјуто со уметникот Јовица Мијалковиќ од Скопје, кој што во изложбениот салон на Центарот за култура во Кичево имаше своја изложба на скулптури. Планинарското еколошко друштво Ендорфин од Кичево прослави 2 години од своето постоење и по тој повод ние направивме и краток разговор со член на ова планинарско еколошко друштво, односно со Ангела Никодиновска. И за крај на ова издание на Акцент ќе проследите како помина завршната манифестација од иницијативата Калето ни вредит, а во организација на неформалната група Вредит да си од Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, време е да посветиме малку повеќе внимание и на спортот, а се разбира има и многу повод зошто тоа да го направиме. Она што нели пред околу една седмица го направи нашиот Вардар, конечно европски шампион. Ние имаме успехи на други полиња, еве од името на емисијата Акцент да честитаме за европскиот шампион Вардар, меѓутоа имаме уште еден европски шампион. Овој пат тоа е во карате, значи во уште еден познат спорт и нели Македонија е релативно можеби малку вака медиумски експониран овој спорт, меѓутоа имаме доста голем број на успеси. Мој гостин во емисијата Акцент е Дејан Милошевски и се разбира има и повод да обзнаниме, еве Дејан, што е точно онаа титула што ја освои сениорската, чинам така, репрезентација на Македонија, која што на 4 на кога беше точно? 3 и 4 јуни. Така, 3 и 4 јуни во Косово, во Приштина, значи се надпреварува и повторно европски шампиони. Како што кажавте, кратето во Република Македонија и Воено и карате федерација на Република Македонија е една од најтрофејните федерации кои што константно нижи успеси, така и на ова 15-то европско карате надпреварување за региони кој што се одржа во Приштина, Косово. Машката сениорска екипа која го презентираше Република Македонија на ова надпреварување го освои првиот сениорски златен медал и со тоа, како што кажавте, стана европски шампиони во карате. Така да кажеме дека вие таму бевте во својство на судија, меѓутоа еве она што е исто така позитивно и успешно да се каже, што таму се здоби ти со последната она титула која што требаше да ја имаш и сите лиценци нели кои што беа потребни за еден комплетен судија, што еве точно ти таму освои и што тоа значи токму за тебе како судија? Во прилог на ова надпреварување се одржа и лиценцирање и полагање за судии. На ова надпреварување од Република Македонија учествува вкупно 6 судии и полагањето на ова надпреварување се одвива со слушање на теоретски дел, полагање на теоретски дел и на крај имаме и практичен дел. И на крајот ни соопштија дека од вкупно 6 суди, 5 суди се здобија со повисоки лиценци, а токму јас ја положив и последната лиценца
со тоа што ги комплетира сите 6 лиценци и сега сум кандидат за полагање на светски судија за карате. Тоа значи дека како судија ќе можеш да судиш надпревари на ниво на цел свет, нели, на било какви собири, дали се тоа светски првенства, европски првенства, олимпијади. Па со оваа титула сега можеме да судиме на сите тековни европски надпреварувања, а се надевам со полагање на првата светска титула ќе можеме да судиме и во целиот свет. Воедно во 2020 година, како што знаете, ќе се одржат и првите Олимписки игри, каде што каратето ќе биде застапено и се надевам дека и сигурен сум дека ќе бидам дел од екипата која што таму ќе учествува. Дејан, како судија кој што учествуваше на ова европско првенство во Приштина, кажи ми како беше да се учествува и да се биде дел, да се дружите таму заедно со нашите репрезентативци. Беше ли голема радоста кога го освоија златниот медал? Имаше ли тешка конкуренција? Колку вкупно земји учествува? Верувајте ми, да видите својата земја на прво место и да ја слушнете химната представува едно прекрасно чувство. На ова такмичење имаше представници од речиси сите европски земји. Нашата екипа се бореше во финале со Турција, каде што извојуваа победа и нормално ние бевме пресечни што на ваков начин ја заокруживме и оваа година, затоа што од следната година ваков тип на надпревари нема да се одржуваат. Околу самата организација за ова европско надпреварување морам да ги пофалам моите колеги од судиската комисија на Косово. Се беше организирано во највисок ред, особено председател на Косовската карате федерација Красничи, кој несречно освои ни докажа како треба да се организира еден тип од свет, едно надпреварување од ваков тип. Така, Дејан, како млад човек, секако дека ова и за тебе еден голем успех, да станеш судија за карате надпревари на светско ниво. Ајде еве да ни опишеш кои точно беа сите оние чекори низ кои мораше да поминеш, што се требаше да положиш, каде се требаше нели да се докажеш, да се истакнеш, за конечно еве како што кажавме и на почетокот од нашиот разговор, да ја добиеш и ова последна лиценца со која си судија на ниво на светски ранг за судење на карате надпревари. Во својата кариера јас сум човек што сака предизвици. Значи не сакам некои мали предизвици, сакам предизвици кои што во моментот те возбудуваат и почнеш да се плашиш, но си веруваш во самите своји карактеристики и квалитети што ги поседуваш и знаеш дека ќе успееш. Во 2013 година јас бев прв кичевчанец кој што конкурираше и успеа да се квалификува со европски судија. И воедно мојата посветеност, мојот труд, многобројните интернационални надпревари, такмичења кои што ги имав во Европа, ме доведоа денес гордо да кажам дека успешно ја завршив и последната моја желба да станам главен судија за двете дисциплини во карате, кумите и ката, и со тоа да станам и член за светски судија. Воедно овде мојата работа не завршува. Можам да се пофалам дека ние, било да сме суди или репрезентативци, ние сме најголемите амбасадори на Република Македонија, затоа што секогаш сме во друштво на многу успешни шампиони, многу успешни луѓе пред се, затоа што често да се представува државата на толку високо ниво е сепак од голема важност за мене како индивидуа и за овој град Кичево како единствен представник во Карате Федерација на Република Македонија. Така, Ден, значи успехот на македонскиот спорт е секогаш успех на сите граѓани на целата наша држава. Така беше случајот со нашата ракометна репрезентација, со кошаркарската репрезентација пред повеќе години кога беше европски шампион кометал Ѓорче Петров, еве сега машката екипа на Вардар исто дочекавме да биде европски шампион. Ја споменавме тука репрезентацијата сениорската на карате која што исто така на европското првенство во Приштина стана европски шампион. Тука си ни ти како единствен рековме судија кој што ги има добиено тие лиценци да суди од ваков тип надпревари од светски ранг за карате. Кажи ми што е точно, ако може еве да образложиме таа тајна
која што те носи напред во твојата кариера, освен она што нели ти го кажа за тебе дека сакаш да си во тие големи предизвици, меѓутоа секогаш предизвикот не е доволен. Доволно е само да сакаш тоа да го направиш. Меѓутоа сигурно дека сите тие препреки на кои што ќе најдеш, тешкотиите и од организационен план, и од финансиски план, и од она кој те поддржува или не те поддржува. Што е она што во целина може да се земе за да може еден спортист да биде успешен? За да биде спортист успешен, успехот, самиот успех се гледа на пиедесталот кога ќе се искачите или кога ќе слушате дека сте положиле за судија или сте оствариле некое достигнување. Но целиот тој напор, труд, вежбање, одрекување кои ги имате во животот, тие работи никој не ги гледа. За мојот успех најзаслужни се моите родители кои што ме поддржуваат во секоја моја одлука. Исто така секој во животот сум имал многу препреки, многу падови, но секој пат, секој пораз сум го доживувал како поттик, како мотив да ме исфрли во уште поголема желба да успеам во мојот живот. Така и за овие сите мои цели кои што ги имам постигнато, можам да се пофалам дека во 2013 година, во една година станав и државен шампион во кати, положив за балкански судија, положив и за европски судија и тогаш бев судија кој што по возраст бев најмлад и си дадов цел да бидам најдобар што можам и тоа на ова такмичење го потврдив. Така да за мојот успех знам дека и верувам во себе дека ќе се слуша уште долго на карате сцената на Република Македонија и во Европа. Дејан, ти посакувам многу успех во понатамошната твоја спортска судиска кариера. Се надевам дека ќе бидеме сведоци како те гледаме како судија на светски првенства, европски првенства, зошто да не и домашни наши првенства и на олимпијади. Ќе ти посакам се најдобро во иднина и дај Боже да имаме уште многу вака успешни спортисти и вакви успешни спортски моменти како што ги имавме овие изминати денови и со Вардар и со репрезентацијата сениорска во карате и еве со тебе како судија. Дај Боже тоа да биде случај и во останатите спортски дисциплини во Македонија и на тој начин да се чуе се она што може позитивно за Македонија и надвор во светот. Па верувајте, можеби Македонија е мала како земја, но има големи шампиони и ова го докаже и со освојување на европската титула ракометниот клуб Вардар. И баш се поклопија коцките да во ист викенд Вардар постане шампион, македонската карате репрезентација постане шампион и јас да се закитам со последната лиценца за европски судија, така да чувството е прекрасно и со цело моје срце посакувам уште многу вакви титули да се нижат и Република Македонија да ја представиме во вистинско светло во целиот свет. И благодарам за поканата и се надевам за скоро гледање. Со пригодна свеченост во просториите на Правниот факултет во Кичево беа промовирани новите 44 дипломирани студенти на втор циклус студии во третата генерација. Присутните ги поздрави деканот на факултетот професор доктор Илија Тодоровски, кој истакна дека по нивното успешно студирање на вториот циклус на студии дојде моментот кога во рацете ја имаат заслужената диплома, а со тоа и големото знаење стекнато од врвни стручни професорски кадри. Почитувани присутни, почитувани професори од Правниот факултет, почитувани новинари, почитувани родители, драги студенти. Фактички, драги магистри на правни науки. Имам исто така, како и мојата колешка професор Светлана Велјановска, и јас имам во име на целиот правен факултет, имам голема чест и задоволство да го поздравам овој момент, да го поздравам сите вас за постигнатиот успех. Постигнатиот успех е голем, бидејќи не само една година од магистерските студии, ами 5 години од севкупните студии, вие вложувате големи напори за да стигнете до значително знаење што ќе ви помогне во вашата идна професија. Ние бевме тие, професорите, асистентите, логично и сите вработени во стручните служби, што го следевме вашиот напредок, соработувавме со вас и ни беше големо задоволство сето тоа да го работиме.
Бидејќи вие бевте добра генерација. Вие бевте генерација која бевте спремна да вложите многу, за да осознаете многу. И тоа не може да не се врати во живот, во вашето професионално дејствување, меѓутоа и во вашиот приватен живот. Едноставно, човек што добро ги познава работите, кога ќе се вработи, чувствува одредена леснотија при работењето, одредена исполнетост при работењето, и тоа е она што му се враќа ако напорно работел. Пред вас стојат големи очекувања. Пред вас стои, да кажеме, довршување на образованието, бидејќи некој ќе се вработи, како што некој се вработил со 4-та година, некој ќе се вработи сега со 5-та година, како магистер на правни науки, меѓутоа се надевам за потребите на целата држава и стопанство, вие ќе го продолжите во вашето образование, во смисла да се здобиете и со диплома за адвокат, јавен обвинител, судија, нотар, значи тоа се најпрестижните занимања што се во правната сфера. Логично, некој од вас може да отиде и на докторски студии, но како и да е, верувам дека вие ќе го продолжите вашето образование. Сето тоа, знам, верувам, заедно со моите колеги сме го дискутирале, нема да ви представува никаков проблем, бидејќи веќе вие основите на сето тоа ги имате, сте ги абсолвирале и се понатаму би била една рутина. Тоа е, значи, дел од нашата и вашата заедничка работа, меѓутоа јас би ја апострофирал вашата заложба, вашиот успех, бидејќи ова е ваш ден, кога вие сте магистрирале. Значи, денот е символичен, ама означува еден заокружен процес. Оно што на крај сакам да го кажам е да останеме во една алумни асоциација. Значи, имаме потреба едни од други, бидејќи учењето е доживотен процес. Не завршува ни со 4-та, ни со 5-та, па да кажеме, не завршува ни со понатомошните години. Ние би биле волни, спремни и понатаму да соработуваме со вас, бидејќи во секојдневната работа, и ваша, и наша, врзана за образованието на наредните студенти, имаме потреба едни од други. Имаме потреба од дополнителни консултации, размена на информации, и јас се надевам дека она што сме го трасирале на најубав можен начин да соработуваме во овие 5 години, дека ќе продолжиме и понатаму да го работиме. Уште еднаш, големи честитки во име на целиот колектив, Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии Битола и Струга, големи честитки за постигнатиот успех и многу успех и среќа во идниот период. Заедно со последната генерација, вкупно досега на Правниот факултет во Кичево магистрирале 101 запишан студент. Значи, денес во просториите на Правниот факултет во Кичево се одржува промоцијата на третата генерација магистри на правни науки во насоките граѓанско, казнено и меѓународно право. До сега на Правниот факултет имаат магистрирано 101 магистер, а во текот на денешниот ден, значи, промоцијата се однесува на 44 магистри од оваа година, значи, кои што магистрирале во учебната 2016-2017 академска година. Правниот факултет од Кичево, инаку со своите магистерски студии ги реализира веќе 5-та година, што значи дека од неговото основање во 2008 година, веднаш по завршувањето на првата генерација во 2012 започна и уписот на магистри на науки, со тоа што оваа година, бидејќи имаме измени во наставните програми, ќе имаме генерации на магистри и мастер студенти, односно имаме втор циклус на студии 3+2 и втор циклус на студии 3+1 година, значи тоа се новитетите во оваа академска година, 2017-2018 година. Очекуваме уписите да течат во текот на септември, односно огласот треба наскоро да излезе. Тоа е околу вториот циклус на студии, значи поводот по кој сме денес собрани на нашиот правен факултет, а што се однесува и до првиот циклус на студии на Правниот факултет, може да кажам дека подготвителните работи се од наша страна, како правен факултет, се
реализирани во голема мерка, значи посетени се сите средни училишта од регионот кои што го обслужува нашиот факултет, тоа се градовите Охрид, Струга, Битола, Ресен, Демирхисар, Кичево, Дебар, Гостивар, Тетово, па и градовите од Централна Македонија, Неготино, Кавадарци, од каде што редовно имаме студенти на нашиот факултет, поточно на дисперзиите во Битола. И очекуваме и оттаму во оваа учебна академска година да дојдат солиден број на студенти кои што имаат интерес да го продолжат своето средно образование на правните науки. Во моментов запишани се студенти на петтата генерација на вториот циклус на студии, а дел од магистрираните студенти својата кариера ќе ја продолжат и на третиот циклус на студии, со што ќе се здобијат со титулата доктор по правни науки. Преку скулптури од камен, познатиот уметник Јовица Мијалковиќ од Скопје пред кичевчани се представи со неговата самостојна изложба «Со душа во камен». Над 20 скулптури беа представени во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, скулптури изработени на камен, или како што вели уметникот, тој само ја надоградил природната форма на каменот. Со душа во камен е насловот на вечерашнава изложба на скулптури, која што е отворена овде во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, а виновникот, така да речем, за овој вечерашен настан овде е господинот Јовица Мијалковиќ од Скопје, архитект, дизајнер, и што уште ќе ни каже самиот тој. Добро вечер и честитам за вечерашната изложба. Па би дали уметник, а од уметност да бидем по-конкретен во овој момент и скулптор. Значи скулптура во камен. Значи со душа во камен. Сакав да покажем дека душа има и камен, али во камен да се вмете душа треба да се има нешто, енергија да се пренесе на оно што се работи. Во дадениот случај камен. Камен го наоѓам во природа, а како почетна инспирација, понатаму го обработувам, му метнувам душа и он оживува. Оживува онолку колку вие ќе бидете задоволни од оно што ќе го видите. Така, колку точно дела имате вечерва на изложено тука во Кичево и дали има одредена тематика, какви форми, на што точно се насочивте кон овие дела? Тренутно се 20 скулптури, камени скулптури, значи се обидувам оно што ќе најдам во природата само да дополнам, значи не и да ја дефинирам целата приказката, но оставам нешто што природата го почнала и јас се обидувам само да завршам приказката. Тоа се негде 20 на моите приказки, завршени приказки. Дали со ова изложба планирате да посетите и други градови да презентирате? Ова е трета моја изложба самостојна во Кичево, кај вас гостувам третиот пат. Иначе ово е моја 12-та изложба, самостојна изложба. А што е интересно кај мене, затоа што сега прв пат се представувам како скулптор. Досега работев графика, се представував како графичар. Прошлата изложба беше цртеж на минијатури, а предпрошла изложба во Кичево беше графика. Значи јас сум и графичар, и скулптор, и цртач би кажал. Значи во сите сфери на уметност се обидувам да ја дефинирам мојата приказка. И што е она што најмногу ве исполнува? Секако во вашето ателје ќе се најдат сигурно дела од сите овие моменти кои што ги спомнавте и од графика, и од дизајнерство, и од скулптура, и цртежи. Што најмногу ве исполнува? Најмногу ме исполнува оно што го работам таа година. Од прилike моето преокупација е годишна, на годишно ниво. Една година сум скулптор, следната година моја провокација е скулптура, после скулптура доаѓа графика, цртеж. Сега тренутно работам на еден проект кој би бил отприлike исто скулптура, али во железо. Цел проект се е приказка на тема во рамки, железни рамки, тоа се скулптури, пак некои ликови, кои ги урамувам во рамки. Приказката, филозофија е на тоа дека ние, луѓето, влегуваме во некои рамки, железни рамки, не сакаме да ги менуваме,
Тие рамки не ги прават општеството, обкружување, но и ние учествуваме во тоа и така дали и така дали. Како уметник нешто што би сакал да кажем со следната изложба, овие не се скулптури во рамки, али следните ќе бидат во рамки, во смисла уметност не е оно што е во рамка, уметност е нешто што е надвор од рамка и така дали. Значи, тренутно идната година веројатно ќе се видиме со мојата изложба во метални рамки, пак како скулптор, но во метал, во железо. Ви посакувам успех во понатамошното ваше творештво. Се надевам дека сите ваши дела понатамошни ќе имаме можност тука да ги видиме и се разбира на радост на сите љубители на уметноста тука во Кичево и дај Боже да имаме вака почести средби. Ви благодарам, значи се гледаме идната година со железни скулптури и надвор од рамки. Благодарам. Јовица Мијалковиќ е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1997 година и е добитник на голем број на награди, меѓу кои и големата годишна награда на Длум за графика Климент Охридски во 2004 година. Учествувал на повеќе од 100 групни изложби, како и на повеќе негови самостојни изложби во Скопје, Прилеп и Абу Даби. По повод двегодишнината од своето постоење и работење, Планинарското еколошко друштво Ендорфин од Кичево во работна и свечена атмосфера на познатото Китино Кале во присуство на голем број млади ентузијасти организираше скромна прослава за нивното успешно двегодишно дружење, шетање и талкање по планините и долините, екоакции и уште многу други нивни активности. Ова беше убава можност членовите повторно да се соберат и да продискутираат за нивните досегашни успеси, како и за нивните планови. На Кичевското Китино Кале, овде каде што од секогаш младите сакале да се собираат за одредени поводи, и овој пат има навистина еден убав повод каде што многу млади луѓе се собрани на едно место. Планинарското еколошко друштво Ендорфин од Кичево прославува 2 годишнина од своето постоење и по тој повод организира настан каде што ги објаснува сите оние нивни активности кои што биле изминатите 2 години и се разбира едно пошироко запознавање со нивните членови и со сите оние љубеници на планинарењето и на екологијата кои што сакаат можеби ете во иднина да бидат дел од ова планинарско еколошко друштво. Веднаш до мене имам еден од поактивните членови, тоа е Ангела Никодиновска, со која што во ова издание на Акцент ќе поразговараме. Ангела, прво честитки за 2 годишнината од формирањето и работењето. Кажи ми, еве, дали си ти од самиот почеток во ова друштво? Не, јас не сум од самиот почеток во ова друштво. Дознав пред скоро неколку месеци, но откако дознав, се трудам да бидам се поактивна, бидејќи друштвото секој викенд организира обавезно задолжителна акција. Се трудам во моето слободно време максимално да го користам и да се посветам на планината. Така, како што најавив на почетокот, овде денеска на Китино Кале има еден свечен настан, каде што оние главните организатори се токму членовите на Планинарското еколошко друштво Ендорфин. Кажи ми што точно се случува денес, кои активности ги имате денес на Китиното Кале? Точно кажавте, како наш директор Давор Јанкуловски заедно со Ели Ванчовски и со останатите повозрасни поактивни членови на друштвото на почеток држат презентација да ни објаснат за неколкуте активности што ги имаат направено во овој период пред роден денот. Презентираат за околината на Кичево и како до сега кичевчани немале можност, односно никој не се потрудил да измаркират некои патеки до едни од позначајните врвови, како што се врвовите Добра вода, Кула, кои благодарение на нашето друштво сега имаат маркирани патеки и може секој во своето слободно време лесно да се снајде со помош на стрелките за природа и да стигне до нив. Така, тие обележани патеки чинам дека претходниот период сега брзо беше како ги правевте. Кажи ми точно за која релација станува збор, тие ознаки за кои врвови, ете спомна некои населени места, села, можеби низ Кичевијата? Едната маркација е до врвот Добра вода, другата маркација е до врвот Кула.
Кажи ми како е да се биде дел од вака динамично, можам да речам, друштво, каде што секогаш адреналинот е можеби на повисоко ниво и тоа секако во оние моменти кога сакате да искачите одреден врв. Кажи ми на кои такви активности досега ти си учествувала и каде се имаш стигнато до кој врв? Па прво, откако почнав да искачувам планини и самото во мене како да имат поинаква енергија, многу попозитивна, за разлика од претходно и онака едва чекам да дојде викенд за да конечно имам некој искачување на планина, бидејќи луѓето тука се стварно супер и шират позитивна енергија и да си нов и да немаш и да имаш непознати овде вака, ќе те прифатат толку топо што ќе се чувствуваш многу пријатно и едва ќе чекаш да имаш повторно дружење со такви луѓе кои искрено се доста интелигентни, имаат убави размислувања, ја сакаат природата, планината и тоа е најмногу што ме восхитува кај нив и затоа сакам да продолжам активно да бидам дел од ова друштво, да ги искачам најтешките врвови, да се забавувам. И до сега имам откако почнав, имам искачено неколку врвови. Најинтересен можеби и најтежок, бидејќи условиите беа врнеше многу снег, дувааше ветер и времето беше навистина тешко, но и затоа тоа ми е најубавиот врв кој го имам искачено, тоа е врвот Плат на 2400 метри надморска височина на планината Шарпанина. Кога веќе го спомена снегот, очигледно дека нема ограничување дали искачувате врвови во зима или во лето или во било кое друго годишно време. Според тебе, кога е најтешко да се искачи врв? На вакви повисоки температури, кога можеби и самиот организам е поуморен, кога се искачува некој повисок врв на повисоки температури, или можеби зимно време кога препреката е студенилото, снегот, мразот? Што е потешко? Па мислам дека доколку се сака воопшто ништо не е тешко, само не треба да се има некоја психичка Да, апсолутно баш така, бидејќи можда за нијанса малку е потешко во зимски услови, бидејќи сепак друго да искачуваме кога патот не е чист, а друго е кога има снег на патот и доколку врне, тоа може да предизвика дополнителни проблеми, но мислам дека доколку се сака ништо не е тешко и мислам на секого му препорачувам да започне, бидејќи стварно е добро да шеташ низ планина, да вдишуваш чист воздух и така е добро и за здравието и за самите нас. Со председателот на вашето друштво Давор Јанкуловски пред известно време разговаравме околу вашите активности. Спомена дека имате учествувано и надвор од Македонија, значи искачување на планински врвови и надвор од Македонија. Дали можеби си била дел и од таков тип на искачување? Бидејќи имам 17 години, тоа искачување кое беше надвор од Македонија беше за само полнолетни лица и немав можност. И поради тоа не го искачував тој врв. Меѓутоа, ете за можеби наредна прилика, веројатно имаш желба да бидеш учесник и на таков тип на искачување. Па сакав и ова лето, но се уште немам да наполнам 18 години, затоа ќе почекам кога ќе станам полнолетна, обавезно да искачам минимум еден врв надвор на нашата земја. Освен предавањата кои што се денеска тука по повод 2 годишнината од постоењето и работењето на ова друштво, ќе бидат доделени нели благодарници кон оние заслужни луѓе кои што помогнале. Кои се тие, дали ќе се доделат благодарници само на членовите или можеби и на некој одстрана што вас ви помогнал? Па мислам дека ќе се доделат благодарници за тие што стварно се заслужни за друштвото, без разлика дали се активни членови или сега се малку понастрана од друштвото. Мислам дека на сите кои помогнале за развивање на ова друштво ќе се доделат благодарници. Ангела, од ова што досега го разговараме, гледам дека навистина со голем интерес и со голем ентузијазам учествуваш во сите активности кои што ете си имала чест да присуствуваш и да бидеш дел од нив. Еве за крај на нашиот разговор да им упатиш еден апел и една порака до сите оние кои што или можеби се двоумат дали да ви се приклучат или можеби ете од нашето интервју сега ќе дознаат дека постоите, на кој начин можат да ви се придружат и што вие ете ќе им понудите за да ги привлечете. Па прво мислам дека секој може да најде слободно време, посебно во недела, бидејќи сите сме слободни, им препорачувам, ако сакаат максимално да уживаат и да одморат од заморната недела, да се потрудат да мислат да планинарат, да идат со нас, бидејќи
има таква енергија што ќе одморат и психички, а и воздухот кој е пријатен во природа, секако дека ќе им помогне да ги разбистрат мислите и да се полни со енергија за неделата која следува. Ангела, ти благодарам што одвои време, можеш повторно да се вратиш на овие свечени активности кои што ги имате денеска. Ќе ти посакам многу успех понатаму лично тебе и на вашето друштво. Ви благодариме. На свечениот настан беше извршена презентација на новите планинарски патеки на планинскиот масив Челоица-Песјак, а имаше и кратки излагања на две теми поврзани со овој масив, за називите на врвовите и биодиверзитетот на добра вода. Присутните дискутираа и околу потенцијалните патеки и развојот на планинскиот туризам во Кичевскиот регион, а се одржа и награден квиз со наслов Ендорфико. За сите што на било кој начин придонесле за развој и афирмација на друштвото, им беа доделени благодарници и признанија, а настанот заврши со проекција на видеото Ендорфинска 2016. Неформалната група Вредит да си од Кичево на Китиното Кале ја одржа завршната манифестација од иницијативата Калето ни вредит. Изминатите месеци оваа неформална група во повеќе наврати спроведе чистење на калето, а минатиот месец постави клупи за седење и нови канти за отпадоци, како и мапа на целата територија на калето. На настанот беше промовиран и флаерот посветен на Китиното Кале, а се одржа и спортски надпревар трчање во вреќи. Чест и задоволство ми е да ви се обратам во име на неформалната група Вредит да си од Кичево, која постои скоро 5 години, составена од 6 етнички заедници кои живеат во Кичево и во мое лично име, во името на координаторот на иницијативата Калето ни вредит. Неформалната група Вредит да си од Кичево на овие простори веќе функционира и работи скоро 6 години. Составена од сите етнички заедници кои живеат на овие простори: македонци, албанци, турци, власи, роми, срби. Нашите активности на ниво на Кичево се многобројни: хуманитарни концерти за поплавените од Скопје, делење на новогодишни пакетчиња во руралните средини, еколошки акции во Калето, посета на верски објекти, но и најпрепознатливи сме по отворениот, традиционалниот, мултикултурниот ден кој се организира во октомври секоја година. Но нашата неформална група сакаше да допринесе уште повеќе за нашиот град Кичево и аплицираше и доби грант од 84.000 денари од Националниот младински совет на Македонија како дел од проектот Мрдни со прст. Парите кои беа планирани и искористени за чистење на калето и поставување на клупи и канти, а истовремено поставување на мапа на калето. Се со цел да го вратиме сјајот на нашето природно богатство, калето, кое што ни е најголемо богатство. Во оваа наша иницијатива добивме помош и општина Кичево и од јавното предпријатие Комуналец. Голема благодарност до нив, посебно до градоначалникот Фатмир Дехари и исто така до шефот на кабинетот Емин Насуфи, кои секогаш ни излегуваат во пресред на нашите проекти. Денес овде се собравме да го промовираме флаерот, наменет и посветен на калето, во чија содржина, покрај тоа како го добило името калето, што содржи овај дел од калето, значи пешачките зони, фонтаните, костурницата и краток опис состои флаерот за сите наши активности, за нашата неформална група. Сега да ви се заблагодарам што дојдовте и одделивте од вашето драгоцено време за да ни укажете чест со вашето присуство. Голема благодарност и до нашите финансиери кои ни помагаат да формираме оваа наша група, ЗФД Форум Мировен сервис од Скопје, со седиште во Скопје, и исто така да кажеме благодарност до Центарот за развој на заедницата од Кичево. Членовите на групата секој со своји позитивни коментари за досегашната работа. Еден од поактивните членови на неформалната група Вреди да си од Кичево е господинот Миле Јовески. Господине Јовески, еве, ова е флаерот, нели, кој што денес овде го промовиравте, како дел или како завршеток на сите оние значајни активности кои што се одвива овде на Китиното Кале. Колку сте вие задоволен од сето она што го постигнавте како група? Како група Вреди се од Кичево, која што постои 5-6 години, значи имаме многу постигнато. Еве, тој флаер покажува некои активности што се од групата направени, посебно и калето кој што беше во проектот, каде што се гледат нашите активности од формирањето па до денес, така да еве се мало
промоција на тој флаер кај што имат и податоци за калето. Она што е карактеристично за неформалната група Вреди да се од Кичево е што во неа се застапени сите етнички заедници, односно представници од сите етнички заедници во Кичево. Од турската етничка заедница, мој соговорник е господинот Амдија Емини. Господине Емини, овој период, неколку години наназад, навистина оваа неформална група се истакна со своите активности. Еве еден убав завршеток денеска тука на Китиното Кале, голем број на активности направивте и можам да речам дека полека, но сигурно Калето заживува. Да, со нашите акции лани годинава ние што ги спроведовме во Китиното Кале, им докажавме на самите граѓани дека оваа група е вистина вреди да си од Кичево и после нас и многу други невладини организации почна да поправа да некои работи ги следуваме во Калето и нашата група еве скоро 4-5 години кај што постоиме не само во Китиното Кале, него имаме доставена и петиција за подвожњакот. Имаме посетено манастири, џами, ни се помагано на населението, независно од која била етничка заедница да е. Имаме, како што и претходните мои соговорници кажа, имаме хуманитарен концерт одржано за поплавените во Скопје. И имаме доделено онолку колку што се собра донација на луѓе кои вистински им треба во тие моменти. Можда не се тие големи пари, али хуманоста е сепак да еден денар да е доделено кај што треба, тоа вреди многу. Се надевам дека и понатаму успешно вие како поединец ќе бидете дел од ова тимска работа, од овие активности кои што се случуваат во нашиот град и се надевам дека вака сложно сите заедно повторно ќе имате активности со кои што ќе допринесете за сиот оној развој на општественото живење во нашиот град. Ние, јас како поединец, но и турската невладина организација Гајрет многу активно има земено учество во овие работи како за мултикултурниот ден и други настани што се одржуваат. Тие се тука како невладина организација и многу допринеле во се досега што е сработено со оваа група заеднички. Еден од граѓаните кои што се одзваа на поканата на неформалната група Вреди да се од Кичево на денешниот настан е и познатиот спортски новинар од Кичево, господинот Слободан Трпевски. Слободане, годините навјаса, како е со годините во овој период? Дечко, го прашаја некој нас вака спортски новинар, што мисли за годињето? А ја велам, годињето не се важни. Важно е животот како се вреди во годињето. Точно е тоа, што се братите, мене ми е драго, што денеска сум со овие млади луѓе, а одека мене ме подсветуваат со моите 74 години, многу убави настани. Ова беше свеќе. Тука се имаше и игранки, и песни, и дружења. Не постоеше овој намчурлост што сега постои. Извинете ви, младите, се добри, ама намчурлокот. А иначе, Кичево имало традиција за хигиената. Мене ми е добро познато како спортиста и фудбалер во тажното напредок и железничар. Ние по 1. мај одевме на игралиште. И 1. мај покојниот Љупче одека што беше главен. Тој ќе тераше господата, домаќинките да им метат улиците. Сега тоа го немат. Кај се крие тоа? Вие сте присутни во Кичево, ја ви честита, ставно стигнувате секаде. И ова сега што стигнавте, не го жалите времето, напме, е одбележување. Фала и на Мега, од сите телевизиски куќи, јас ја гледам, ги поздравува сега пак овај шкембарите и ги сакам еден ден шкембарите, мајмуните, комитите и кај нас така наречената ѓаоли да бидеме на една трибина и сите со своите знамија да навиваме за спортот македонски. Се надевам дека на оваа година Перистер ќе успее до трето коло да стигнат во купот на Нако. И му честитам. И поздравувам сите фудбалери од Битола. Благодарам и многу здравје во животот. Фала, благодарам.
Од ромската етничка заедница представник во неформалната група Вреди да се од Кичево и господинот Рушан Бајрамовски. Рушан долго време си ити во оваа неформална група. Сигурно дека сакате еве заеднички, сите, како што кажав и претходно етнички заедници, сите подеднакво да дадете свој допринос, своји идеи и со дел од своите можности да придонесете во развојот на се она што може да се нарече култура, спорт, општествено живење во градот Кичево. Како еве денес се чувствувате кога навистина калето можам да речам секојдневно веќе со посетители и помлади и постари кичевчани веќе почнуваат повторно да доаѓаат на овој локалитет. Веќе гледаме дека е зачистено, нема отпадоци, има клупи за седење и сето тоа можеби е благодарение токму на вас. Па да, види, од самото основање на групата Вреди да се од Кичево, сум член во таа група, зедов активно учество затоа што видов позитивни работи како кичевчанец. Сакам да се огледаат и другите граѓани на нас, без разлика на нивните етнички заедници, затоа што Кичево треба да заживее онака како што било порано во поранешното време, заеднички да го градиме, заеднички да живееме, заеднички да ги уживаме сите благодети. Калето ни е еден благодет, дар од Господа, каде што сакаме да го зачуваме, сакаме да го негуваме традиционално и да го посетуваме. И тоа ни беше нас и целта на групата, да направиме на неколку активности, да може да се покажеме во градот како треба да си го чуваме нашето културно, односно богатство што го има во Кичево. Тоа и го направивме, активностите беа прво со чистењето на калето, потоа имавме донација, односно проект кој не финансира Младинскиот совет од Скопје со 84.000 денари, направивме клупи, направивме корпи за отпадоци, направивме долу има веќе и патоказна табла за калето поставено, можете да ја видите. Така да сите овие активности се во склоп за сите граѓани да се огледаат и да можат да немаат како пример, да дојдат во нашата група, да учествуваат во нашите активности, заеднички да ги спроведуваме, заеднички да ги уживаме сите благодети. Неформалната група Вреди да си од Кичево и во иднина ќе продолжи да се грижи за китиното кале, за истото во иднина да стане место каде секојдневно ќе има настани од културен, забавен и спортски карактер. Почитувани гледачи, ви благодарам што останавте до самиот крај на емисијата Акцент со нови содржини наредниот вторник во истото време. Довидување.